Ден и поздрав и до нашите гледачи. Да, време е повторно да се погрижиме за нивното здравје. Во текот на денешната визита, она што и можевте, почитувани гледачи, да го видите и слушните и во рамките на утринската програма, темата за која што ние денеска зборуваме, градната болка, посебно акутната градна болка, која што е опасна, не смееме да ја занемаруваме. Кога да побараме лекарска помош, а всушност е една од најчестите причини зошто пациентите бараат помош, совети, преглед кај кардиолог, за да се види каква е состојбата и како и со што понатаму да се продолжи, да се препознаат симптомите, да се направи навреме точна диагноза и да се пристапи потоа кон третманот и лекувањето. Останете со нас, со визита почнуваме веднаш. Да, на оваа тема денеска во визита разговараме со доктор Даниела Проевска, специјалист кардиолог од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Така. Кардиоваскуларните заболувања се уште се на прво место по опасноста и по смртноста кај популацијата. Градната болка се уште една од најчестите причини заради која пациентите бараат помош и совет од кардиолог. Што всушност представува градната болка? Значи, градна болка во суштина е многу широк поим. Значи, кога ќе се каже градна болка, може да во таа ситуација може да се зборува за многу работи. Кога зборуваме за граден кош, значи граден кош е дел од нашето тело, каде што се сместени срцето и срцевата кеса, каде што се сместени белите дробови и кесите околу белите дробови, големите артериски и венски крвни садови и мускулни, зглобни делови, коскени делови и како резултат на тоа причина за појава на градна болка може да биде најразлична. Значи, најчесто кога спомнуваме градна болка, се мисли на градна болка. Значи, обично градната болка може да биде многу јака, може да биде долготрајна, може да биде вознемирувачка, може да биде повторувачка и како резултат на тоа буди страв, буди вознемиреност кај пациентите и тоа е причина што многу често бараат потреба, значи имаат потреба да побараат докторска помош и со оглед на тоа дека е срцето во градниот кош, а луѓето знаат дека срцето е како ситуација опасен орган кој може да доведе до практично витално загрозување, значи многу често бараат помош од кардиолог. Најчесто кога се мисли на градна болка, се мисли градна болка, односно она што го викаме ние или широко е познато кај пациентите ангина пекторис, поврзано со исхраната на срцето, односно исхемијата на срцевиот мускул заради недостапност на кислород, односно недоволна исхрана од страна на крвните садови што охранат срцето. Меѓутоа, значи ова не е единствена причина за појава на градна болка. Значи исхемијата може да биде многу честа, посебно ако се јави акутно и може да биде голема причина за барање на помош од страна на пациентите. Градна болка може да се јави и од други причини, значи појава на запушување, односно појава на тромботични маси во белодробната артерија. Значи, исто така знае да се манифестира со клиничка слика на градна болка, која е акутна, брзо настаната и како резултат на тоа да има потреба од рано барање на помош од доктор, односно од кардиолог. Друга причина може да биде, значи, исто така руптура на некој начин, односно прекин на континуитетот на зидот на големиот крвен сад што излегува од срцето, односно аортата, или состојба што се означува како аневризма, односно дисекција на аорта, кој исто така може да оди со градна болка и може да биде причина за исто така ургентно барање на потреба од помош од кардиолог. Значи би спомнала уште една причина, значи тоа е воспаление на срцевата кеса на перикардот, кое може да се манифестира со собирање на течност во кесата или само воспаление, кој исто така се манифестира со градна болка и која може да биде исто така друга причина поради која пациентите се јавуваат со идеја на градна болка и која докторот кај кого се јавува треба да го разграничи со оглед на тоа дека сите овие ситуации се практично акутни, се ургентни ситуации кои треба да се разграничат со оглед на тоа дека терапискиот пристап е различен. Да ги поделиме некако во три дела, така онака како што и причините ги споменавте. Исхемија на срцето, така градна болка заради ваквата состојба. Што е важно и битно да го знаеме. Значи, исхемија на срцето подразбира недостапност на кислород, односно недоволна крвоснабденост со кислород на клетките на срцевиот мускул, како резултат на стеснување, атеросклеротични промени, затварање на крвните садови, односно коронарните артерии, што го
хранат срцето. Значи, многу честа причина за појава на ваков тип на градна болка е степенот на атеросклероза и како резултат на тоа појава на исхемија која може да биде со различен карактер зависно од степенот на стеснување на крвните садови. Може да се појавува градна болка само при одредени оптеретувања, значи од тип на стабилна градна болка и која е предвидлива со одреден степен на оптеретување. Може да се јави градна болка независно од оптеретувањето на пациентот и независно од ситуациите, која е нестабилен тип на градна болка, и може да се јави акутна градна болка која има јак интензитет и која значи бара веднаш лекарска помош. Значи градната болка во услови на ваков тип на исхемија има одредени карактеристики, значи може да се манифестира најчесто со централна градна болка зад градната коска, централно во градите, која може да биде следена со препотување, со ширење на болката према вратот, према левата рака и ширење на болката во грбот. И ова е, да речеме, најкласичната слика на градна болка која се карактеризира и настанува при исхемија на срцето. Не секогаш манифестацијата на исхемичната градна болка е идентична. Значи имаме, да речеме, има тука и разлики. Да, има разлики, да речеме разлики. Жените за разлика од мажите се малку по, да речеме, отпорни на градна болка и малку помалку обрнуваат внимание на градната болка која често ја објаснуваат со најразлични начини, и во такви ситуации не секогаш болката се манифестира на ист начин. Значи може да се јави во вид на нелагодност во градите, во вид на болка во грбот која не се шири према градите, не се шири према раката и се смета дека може би е врзана со проблеми со орбетот. Може да се јави во вид на нелагодност во горниот дел од стомакот, односно долниот дел од градниот кош, може да оди со повраќање и да бидат ситуации на кои пациентите помалку обрнуваат внимание и не секогаш навремено бараат помош. Исто така денеска, значи имаме се повеќе возрастна популација. Значи адултна популација која порано се сметаше после 65-та годишна возраст, сега се смета после 75 годишна возраст, каде што рецепторите за болка или пациенти со шеќерна болест, пациенти со хронични бубрежни инсуфициенци, каде што манифестацијата на болка е на некој начин затапена, осетот на болка не е толку изразен и се случува многу често вакви пациенти да дојдат задоцнето и да бараат помош задоцнето. И затоа е многу важно, значи секоја нова ситуација на болка во градите, која е континуирана, која е повторлива, која има јак интензитет, која е поврзана со препотување, која е поврзана со намалување на снагата, со наголосет на замор, неможност за, да речеме, спроведување на нормалните активности, е практично ситуација која има потреба да биде процената од доктор, особено од кардиолог. Така. Се случува некогаш да диареја, повраќање, подраматична состојба, па лекарот каде што ќе одите, дали е интернистот или пак некогаш и на дежурен лекар, да ве испрати да се провери и срцето. Така, и тоа може би забуна прави некогаш кај пациентите. Имам вакви проблеми, а мене ме испраќаат да го проверам срцето. Најчесто се тоа потешкоти врзани со горниот дел од стомакот, значи многу често се поврзани со наголосет на замор и нагло, значи градна нелагодност, односно нелагодност во горниот дел од стомакот поврзан со повраќање, особено одредени типови на инфаркт на срцето знаат додат со потешкоти во долниот дел од градниот кош, односно горниот дел од стомакот и да се манифестираат на овај начин. Значи Да, само накратко пред да ги вклучиме гледачите и да ги слушнеме нивните прашања, дијагнозата, поставувањето, дијагноза и лекувањето во некои кратки црти, бидејќи за секое поединечно. Така. Ќе објаснуваме. Значи важно е навремено барање на докторска помош и значи секогаш кога ќе дојде пациент кај кардиолог, значи кардиологот ги презема, има три основни начини на поставување на дијагноза, значи клиничката слика, значи ЕКГ промени, значи првата активност што кога еден пациент ќе дојде во кардиолошка ординација да се направи електрокардиограм и да се види дали има одредени промени на електрокардиограмот кои би можеле да ги објаснат, да објаснат оваа градна болка, и биохемиските, односно биомаркерите во крвта. И кога имаме два позитивни од овие елементи, значи веќе ние можеме да поставиме дијагноза, односно да поставиме сомневање дека
градната болка е од исхемична причина. Во денешно време, нели, на развиток, не секогаш сите параметри се застапени и ние имаме дополнителни методи, да речеме ехокардиографскиот метод, кај пациенти кои претходно немале градна болка, кај пациенти кои претходно немале миокарден инфаркт, кај пациенти кои претходно немале страдање на срцето, можат веднаш да ни укажат на одредени отстапувања во контрактилноста на срцевиот мускул, односно во сегментните елементи кои укажуваат на пореметување на функцијата на срцевиот мускул и одредени отстапувања во функцијата на залистоците, особено митралниот залисток, кој може да покаже отстапување како резултат на пореметена контрактилност на одредени сегменти. И тоа може да ни биде еден од првите методи, диагностички методи со кои ние практично веднаш можеме да си поставиме сомневање дека станува збор за исхемија. Кога градната болка не е толку акутна, значи кога е, рековме, повторлива при одреден степен на оптеретување или кога се јави, меѓутоа не трае долго време, се губи спонтано и слично, значи постојат диагностички методи кои ние можеме да ги, нели, аплицираме, како што се тестот на оптеретување, доколку пациентот е во кондиција да го издржи тестот на оптеретување, каде што во напор ги гледаме ЕКГ промените и како резултат на тоа проценуваме дали имаме одреден степен на исхемија на срцевиот мускул. Понатаму, значи, е стрес ехокардиографијата, каде што имаме оптеретување или со напор, или имаме медикаментозно оптеретување, со што, значи, со внесување на интравенски медикамент, ние практично успеваме да го постигнеме, да го активираме срцето како да има одреден степен на оптеретување, да се забрзи срцевата фреквенција и да се зголеми крвниот притисок и на тој начин, следејќи ги како ЕКГ промени, така и ехокардиографските промени, да извлечеме заклучок дали станува збор за исхемија на срцето. Понатаму, да речеме, останатите методи како што се компјутерска ангиографија и златниот стандард коронарографијата, каде што со сигурност разграничуваме дали имаме болест и од кој степен на болест на крвните садови што охранат срцето, односно кој ни дава понатаму показател како треба да ја лекуваме таа состојба на да ги слушнеме гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Дали сум јас во програма? Да, веќе сте вклучени во визита, повелете со прашањето. Сакам само да се консултирам нешто. Кај често пат се јавува последните години градна болка и неколку пати ме имаат однесена на кардиологија, меѓутоа таму велат дека немам проблем со срцето. Сега последново, пред 2,5 месеци имав триглицериди 2,5, а холестерол 7,8, но сега после 2,5 месеци и покрај тоа што се придржував да не јадам, нели, додуша нисум ја ни јадала никогаш масна храна, ама еве помалку благо умереност. Мене сега триглицеридите ми се 4,7, а холестеролот 7,2. Јас само сакам да прашам дали морам да земам лекови за масноти или пак можам со исхрана тоа и да го регулирам и доколку не земам какви може да бидат последиците. Добро. Доволно ли е, доктор Данила? Да, апсолутно. Значи, вака, прва работа, пациентката рече дека имала повеќе пати градна болка и, значи, веќе спомнавме дека градна болка може да биде од многу причини, бидејќи во градниот кош има повеќе органи. Значи, не мора секогаш да биде врзано со срцето. Ако била на прегледи и се направиле сите неопходни испитувања, значи, во овај момент сметаме дека нема елементи кои би укажувале на срцева болест. Но би го рекле тоа во овај момент. Тоа не значи дека во иднина состојбата нема да се смени. Значи, пациентката отвара едно актуелно прашање, прашањето на превенција. Значи, не знам за која возраст се работи, меѓутоа како и да е, тие вредности на зголемени вредности на масноти се веќе вредности кои бараат третирање. Посебно со оглед на тоа дека е почнато со хигиено-диететски режим, не е успеано да се воспостави, нели, регулирање на вредностите како на триглицеридите, така и на холестерол,
кажало, значи е потребно во овој момент пациентката да се постави на терапија, затоа што превенцијата е основа во лекувањето на срцевите заболувања. Значи тука во превенцијата јас би кажала неколку работи. Прва работа дека пол, возраст и генетските карактеристики на пациентот се непроменлива, значи се константа на која не можеме да влијаеме. За разлика од тоа, има ризик фактори како што е во оваа ситуација дислипидемија, односно хиперхолестеролемија, значи покачен крвен притисок, можеби шеќерна болест, можеби сигурно стресен живот, малце пообезен пациент и така натаму. Значи тоа се фактори на кои може да се делува. Во ваква ситуација, значи најдобро е пациентката уште еднаш да си направи консултација со матичниот кардиолог и предпоставувам дека матичниот кардиолог ќе ја стави апсолутно на соодветна терапија за стабилизирање и регулирање на липидниот статус, посебно ако има дополнителни други ризик фактори, пушачи така натаму. Така да е многу важно навремено да се почне со терапија, затоа што превенцијата е основа да избегнеме да ни дојдат пациенти со реална градна болка која би била од срцево-исхемично потекло. Така, за да не дозволиме во годините што доаѓа да бидат фатални последиците по здравјето, токму за од срцевите заболувања кај превенцијата е основа за тоа што друго е кога имаме пациенти на превентивна терапија, дури и со докажани коронарни болести кај кои е направена интервенција, меѓутоа без прележани инфаркти. Значи сосема е друг приодот кон тој пациент за разлика од пациент кај кого ризик факторите довеле до манифестна болест, оштетување на срцевиот мускул и потоа даваме секундарна превенција, меѓутоа не е исто како во ситуација која одиме со примарна превенција. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Ало, добар ден. Да, повелете. Се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Добро, поздрав многу. Јас имам проблем со градниот кош, што од јули месец ме боли. Меѓутоа јас сите снимки ги направи. Тука имаше некој попосишалнитер беше, освен пошто ја имам бронхит, на пулмологија сите снимки, сега бронхито е бронхита, ама друго немам ништо. Тоа ме интересира што треба нешто да пием. Јас ги пием апчињата од 350 мг, аминофелино, имам помпици, сите тие работи, бабински лекови, се што постои. Колку години имате? Јас имам 62 години. 62, така. А имам 5 години бронхит хроничен. Така, уште еднаш го повторуваме истото, дека во градниот кош имаат повеќе органи, меѓу кои се и белите дробови, кои не секогаш предизвикуваат градна болка, значи не е тоа класична градна болка како што е она за која ние зборуваме од кардиолошка видна точка, туку е практично потешкотија врзана повеќе со дишењето, веројатно диспнеа при напор, можеби диспнеа при лежење и слично, и пациентката секако дека треба да продолжи со комплетната пулмолошка веќе ординирана терапија, бронходилататори, пумпиците и се што веќе спомна дека зема. Паралелно можеби на тоа има и покачен крвен притисок, па треба да се лекува и крвниот притисок, така да секогаш треба повеќе страно да се гледаат пациентите и практично се лекуваат сите состојби кои се актуелни кај нив. Така и во такви ситуации почести контроли се прават, секогаш за да се следи состојбата. Вообичаено, значи добро е превентивна годишна кардиолошка контрола без оглед на тоа што не е констатирана претходна срцева болест. Значи тоа пак ќе речам не значи дека нема да има, не значи ни дека ќе има, но не значи дека нема да има и практично е добро да се прават превентивните годишни кардиолошки прегледи, односно сите фактори на ризик кои сите ние ги имаме на одреден начин да се елиминираат. Така, па дури некогаш и при една рутинска контрола и кога добро го се чувствувате, апсолутно, може да излезе нешто да се појави, така, па тогаш и од кадека и мене се појави ваков проблем, а немав ниту симптоми, ниту пак некаква манифестација која што би ја забележала и тоа значи дека навреме ќе се почне со соодветна терапија. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Добар ден, ве слушате? Да, повелете. Поздрав до родителката, до докторката и имам едно прашање. Значи, благодариме. Јас сум жена од 65 години. Повремено ми се јавува болка од десната страна, значи горниот дел на градниот кош
И така, имам така болка што ме удира во градите, мислам во рбетот од позад. Ќе се напиjem од вода засладена, водичка, и ќе ми помни. Немам воздух, губам воздух, значи. Јас тоа го третирам, пошто имам тироидна жлеза, мислам дека нешто пак со тироидата е. Инаку, крвен притисок, нормално дека и пијам лекови, меѓутоа, еве утре имам на интерно преглед, мислам дека пак со тироидата, а би ме молела одговор. Што може да биде со мене? Дали е поврзано со тироидата или е нешто со срцето? Така, добро. Само совет и препорака, нели, кога ќе се направи еден детален преглед, тогаш би ќе се се добијат знаело и повеќе точно. податоци. Да. Значи тука голема улога може да има и рбетниот столб секогаш при појава на ваков тип на градна болка, што се шири во десно, што се шири према грбот. Така да веројатно матичниот доктор ќе си направи соодветни испитувања, можеби ќе направи рентгенска снимка на рбетниот кош, можеби ќе препорача физикална терапија, дека е баш врзано со тироидната жлеза, тоа не би можела да кажам, затоа што е неспецифичен тип на градна болка кој во принцип не се јавува при хронични заболувања на тироидната жлеза кои се на редовна терапија. Така да веројатно матичниот доктор ќе мора да си направи доиспитувања за да може да се одговори дали е тука врзана и состојбата со срцето. Господјата ќе треба да се направи сигурно еден тест на оптеретување, еден ехокардиографски преглед и на тој начин ќе имаме повеќе податоци, ќе имаме да речеме визија што понатаму, односно дали е потребна некаква дополнителна кардиолошка терапија. Градна болка од најразлични причини, така треба да установиме тоа и е да тоа. видиме. Градна болка е практично широк поим, само да. со срцето, како што споменавте на самиот почеток. Една од причините заради исхемија на срцето. Втората причина е пулмоналната тромбоемболија, така како опасност при појавата на апсолутно. градната Значи би болка. ја спомнала пулмоналната тромбоемболија затоа што е многу актуелна ситуација на која болест на која во денешно време во последните 15-20 години се мисли многу повеќе, многу почесто се поставува дијагноза и многу поефикасно се лекуваат пациентите за разлика од претходно кога се на некој начин се мислеше многу помалку во однос на оваа состојба. Значи тоа е состојба која е поврзана вообичаено со постоење на венски тромбоемболизам, односно пулмонална тромбоемболија значи дека се формираат тромботични маси кои одат во одредени делови од пулмоналната артерија и може да доведат, зависно од нивната големина, до запушување на различни сегменти на пулмоналните артерии. Значи ова е јака клиничка, значи пулмоналната тромбоемболија може да има брза, јака, многу манифестна клиничка слика и може да има една спора манифестација која не секогаш овозможува рана дијагностика на болеста. Значи во 6 најразвиени земји на Европската унија практично е прва причина за морбидитет, морталитет и хоспитализација на пациенти и заклучено е дека практично околу 30% од пациентите завршуваат во првите неколку часа со фатален исход, што е голем процент, односно дека над 50% од пациентите немаат воспоставена дијагноза. Значи дијагностиката се воспоставува постмортално, да речеме на некој начин. Заклучено е дека при хоспитализација од 30 дена со пулмонална тромбоемболија морталитетот е 9%, што зборува за, да речеме, голема бројка на луѓе, значи е практично трета по морталитет кардиоваскуларна состојба на која треба многу да се мисли и на која треба многу да се внимава. И брзо да се реагира. И брзо да се реагира секако. Значи, пулмоналната тромбоемболија може да се јави провоцирано и може да се јави без претходна провокација. Обично големите операции на рбетниот столб, ортопедските операции и така натаму се голем фактор, значи залежувањата, критични болни, да речеме со долготрајни хоспитализации, долготрајни мобилитет може да бидат причина за појава на пулмонална тромбоемболија. Меѓутоа има и поедноставни причини кои се во секојдневниот живот многу пошироко распространети, како што е на пример
контрацептивната перорална терапија, како што е инвитро фертилизацијата, како што е субституционата хормонска терапија, каде што може да бидат фактор за провокација, земени 6 недели до 3 месеци пред појава на пулмонална тромбоемболија, може да биде фактор на провокација за појава на пулмонална тромбоемболија, односно дека жените, особено жените со инвитро фертилизација, се имаат многу повисок ризик во последниот триместар од бременоста и првите 3 месеци после бременоста за појава на пулмонална тромбоемболија, што може би е и една од најчестите причини за морталитет на мајката во овај перипартален период. Сите други фактори на, да речеме, на ризик од типот на атеросклероза, како што се пушење, зголемена телесна тежина, седентарен живот, покачени вредности на масноти и крв во крвта и така натаму, се шеќерна болест, се дополнителни фактори кои можат да доведат до настанување на една состојба на пулмонална тромбоемболија. Многу често пулмоналната тромбоемболија е поврзана со постоење на тромботични маси во големите внатрешни венски крвни садови на долните екстремитети, односно особено во проксималниот дел, кои можат понатаму да се откачат и да отидат во белодробната артерија, да дојде до запушување, да дојде до манифестација на пулмонална тромбоемболија. И пулмоналната тромбоемболија се манифестира со градна болка. Меѓутоа, оваа градна болка има одредени разлики во однос на градната болка која настанува при исхемија, затоа што многу често е врзана со нагло губење на свест или состојба на синкопа, со осет на многу изразен недостаток на воздух, многу често е врзана со состојба на нагло намалување на крвниот притисок и растење на брзината на работење на срцето, односно фреквенцијата на срцето, карактеристики што се делумно различни од тие што ги настануваат при исхемија. И исто така диагностиката, раната диагностика може да се направи со одредени биохемиски маркери, како што е контролирање на дедимери, кои не се специфични, меѓутоа во услови на одредена клиничка слика можат да ни помогнат да ни укажат и да речеме ехокардиографскиот преглед, ран ехокардиографски преглед, посебно во услови на масивна пулмонална тромбоемболија, каде што се прави проценка на десната страна на срцето, на пулмоналната артерија, на трикуспидниот залисток, на појава на повратни протоци низ овие залистоци и појава на покачување на притисоците, мерки кои ни укажат на покачување на притисоците во белодробната артерија и како резултат на тоа можеме многу рано, многу брзо да поставиме диагноза и многу брзо, односно тоа е најважниот дел, да пристапиме тераписки во лекување на оваа состојба. Но и сите оние состојби, оние кои што се во ризичната група, се помислува веројатно малку порано и на ваквата состојба? Апсолутно, посебно во услови на нагла манифестација на состојба која претходно, посебно кај здрав човек, затоа што кога спомнувам групата на помлади жени, жени во фертилен период, секако дека нагло настанување на нова клиничка слика бара веднаш диагностика и потоа соодветно лекување. Златен стандард би спомнала во услови кога не станува збор за таква масивна пулмонална тромбоемболија каде што има одраз на десната страна на срцето, е правење на ангиографија, ЦТ ангиографија, компјутерска ангиографија на пулмоналните артерии, каде што може одлично веднаш да се види дали има реално пулмонална тромбоемболија, на кое ниво и што треба да се направи понатаму, затоа што раните сати фатени од настанување на диагноза, од настанување на пулмонална тромбоемболија 6-8 сати, може да се даде фибринолитична терапија, терапија која ќе ни овозможи да дојде до комплетно лизирање, односно да речеме стопување на тромбот и како резултат на тоа за кратко време враќање на пациентот во нормала и секако продолжување потоа со најпрво парентерална, потоа перорална антикоагулантна терапија во различни временски периоди, најмалку 3-6 месеци до година дена или зависно од пациент до пациент може и подолго време. Опасна е ситуацијата, затоа бара брза реакција и оние први часови кои што ги спомнавте. Се многу важни, така да. Да ги слушнеме повторно гледачите. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушам. Се молам за еден одговор од докторката. Имам покачен холестерол 5,8, физички сум активна, примам Q5. Имам и проблем со тироидната жлеза, се работи за хипотериоза. Се случува, имам низок притисок, се случува по некогаш 2-3 недели да не можам воздух да си земам. Мислам, доволно воздух во градите.
Одев на доктор, доктор ми вика продолжи со терапија, не е ништо. После некое време исчезнува. Од еден период пак истото ќе ми се случи. Затоа ја молам докторката ако може да ми каже, а болка во градите немам, само недостаток на воздух. Ке да молам за одговор, ви благодарам. Така, ќе добиете совет и препорака во секој случај. Значи вака, пациентката рече дека е хипотироза и предпоставувам дека е со добро регулирани вредности на тироидната жлезда. Ми рече дека прима Q5, не ми кажа која доза. Меѓутоа, со оглед на тоа дека спомна вредности на холестерол 5,8, значи дозата на лекување не е доволно ефикасна. Значи пациентот кој е веќе поставен на редовна терапија со статин треба да има вредности на холестеролот во граници на нормала, односно добро регулирани вредности на холестеролот. Значи 5,8 е се уште покачена вредност на холестерол, така да можеби треба да се направи консултација со докторот, нели матичниот кардиолог или матичниот доктор, дали треба малце да се зголеми дозата на Q5 за да се адекватно да се регулираат вредностите на маснотиите во крвта. Значи причината за појава на гушење во одредени периоди, пак ќе речам, тука може да бидат најразлични причини, значи треба да се направи убава проценка на тоа каква е, значи пак ќе речам, во однос на кардиолошкиот дел мора да се види да ехокардиографскиот наод, дали срцето е со нормални димензии, со нормална функција, дали имаме одреден степен на срцева слабост, дали има потреба да се даде друга соодветна кардиолошка терапија, со што би се избегнало задршка на течности и на тој начин можеби дишењето ќе биде поедноставно. Треба да се направи паралелно проценка на респираторниот систем, односно на белите дробови, дали има некој степен на обструкција или нека друга болест на белите дробови, да. Така да тука повторно мора да се направат испитувања за да се даде одговор што е причината за диспнеа. Секако дека треба тесно оптеретување, рече дека е нели над 60 годишна возраст и дека е физички активна, што е добро и со што мора да продолжи. Значи можеби малку дотерување на другите работи во смисла подобро регулирање на маснотиите, подобро регулирање на крвниот притисок, одржување на добра телесна тежина ќе помогне чувството на гушење да се смали, односно да се избегне. Така и при постапките на испитувањата се си има ред, се почнува од првото почетното панели. Се почнува од тоа што сметаме дека е најактуелно, што може да предизвика најмногу и потоа се оди натаму, односно се почнува од тоа што мислиме дека е најопасно. Значи прво се исклучуваат зашто ние секогаш почнуваме со кардиолошките прегледи, затоа што се смета дека состојбата со срцето е како состојба реално може да биде реално опасна и од кога ќе ги направиме испитувањата и ќе бидеме убедени, односно ќе му кажеме ќе бидеме да речем релативно сигурни дека никогаш човек не може да биде 100% сигурен, но ќе бидеме поприлично сигурни дека нема потешкотија со срцето, се продолжуваат со натамошните испитувања. Така, добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Се јавуваме од Кочани. Сакаме да ја поздравиме докторката Проевска, која им беше наша докторка и ми го спаси сопругот. 2005 во државна болница. Голема захвалност до докторката и таква докторка мислам дека повторно нема да се роди. Фала многу. Да, прашање конкретно, предпоставувам немате, само се јавивте така да изразите благодарност и поздрав, да. Во секој случај ви благодариме за јавувањето и јас верувам и се надевам дека сега животот понатаму по препораките на лекарите секогаш нели продолжува онака како што треба. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добро утро. Ве слушаме. За гостинката, докторката Проеска. И ја како претходната гледачка, да ја поздравим. Добро. Ретко докторка се навоѓа во нашето здравство со нејзиниот однос кон пациентите. Сме имали случај јас да бидам на ургентно кај неа и мојот син толку ми помогнала со нејзиниот разговор, стварно ми се чини, тоа ретко се догаѓа во здравството. И сега сакам да ја замолам, да ја прашам, дали може спондилозни болки да предизвикат градна болка? Во срцето? И каде моментално се наоѓа на работа? Дали во
државната клиника или некој од приватните клиники. Така, и веднаш ќе кажеме дека доктор Данила Проевска ни доаѓа од клиничката болница Аџибадем Систина, а сега да го слушнете и одговорот и советот. Да, значи спондилозните болки, да, апсолутно. Спондилозните болки може да дадат градна болка, почесто болка во грбот, во рамениците и која може нели да се шири зракасто према градниот кош и може да биде непријатна, најчесто со аналгетик од, да речеме, полесен степен може да се смири, на тој начин да се разграничи. Физикална терапија е добар избор, нели физичка активност, секој ден практикување на вежби за рамен, појас, врат, ќе им помогне на пациентите таа болка нели да се намали комплетно, може би не да се избегне, но да се јавува поретко и да не биде со голем интензитет. Така, и спондилозата си е сериозна на свој начин, ама кога ќе ви речат да таа болка или трнење на рацете ви е од спондилоза, некако сме помирни. Значи Сигурно. не е срцето, така? Сигурно, макар што е непријатна како болка, така да нели луѓето што ја чувствуваат мора да најдат начин, да најдат начин да се намали болката. Така, ајде да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до студиото, поздрав до докторката и до водителката. Ви благодариме. Би сакала да ја прашувам докторката. Пред известно време имав аритмија и тахикардија, висок притисок и пијам долго време блоксан и енап. Сега тоа дојде до некое регулирање на аритмијата и тахикардијата. И притисокот до некаде е регулиран, ама по 2-3 пати преку денот ми се јавува некоја сува кашлица и која трае подолго време. Одам кај матична, она ме преслушува и ми вика дека нема ништо. Дали ќе ве молам, дали не се должи нешто на лекарство за тоа што ми се случува оваа кашлица? Таа сува кашлица и долго време не ми престанува кашлица. Така. И она што може би и треба како преглед и испитување следно да го направите. Така, значи пациентката точно тоа што го коментира може да биде реална состојба. Значи рече дека прима блоксан и дека прима енап, долготрајна терапија. За жал, енапот е лек од групата на АК инхибитори кој знае да даде сува надразнителна кашлица. Не секогаш се јавува во почетокот кога ќе почнат пациентите да го користат, туку може да се јави после подолго земање, може и на почетокот, може и после подолго земање, така да може би не е лошо да се исклучи енапот во терапија. Значи ќе дадеме предлог до матичниот доктор да го исклучи и енапот во терапија. Блоксанот зависи од тоа каква е тахикардијата, каква аритмија сте имале, значи има и други можности да се дадат, да се промени малку терапијата и да се види дали потешкотите што ги има пациентката ќе се повторуваат, затоа што енапот е баш во групата на лекови кои даваат карактеристична сува кашлица. Би требало да се промени лекот. Така. Продолжуваме и со онаа трета причина, така да ја наречеме, нели, за појава на градна болка. Дисекција на аортата, односно прскањето на зидот на така. Значи, од срцето излегува голем крвен сад, значи што носи крв во целото тело, тоа е аортата, од кој излегуваат страничните крвни садови, на тој начин целото тело се снабдува со оксигенирана крв, односно крв која носи доволна концентрација на кислород до сите органи. Значи, аортата е крвен сад кој има одредени димензии, значи најчесто горната граница на аортата е од прилика, зависи од конституција и така натаму, може да нели се менува со тек на возраста, е околу 40 мм и се смета дека на секои 10 години може да дојде до зголемување на димензијата на аортата за 0,7 мм кај жена, односно 0,9 мм кај маж, што значи дека во адултна возраст димензијата на аортата не треба да биде некаде повеќе од 42 мм. За жал, во одредени ситуации може да дојде до проширување на зидот на аортата и до прскање на зидот на аортата. Зидот на аортата е составен од 3 слоја: внатрешен слој, ендотел, среден слој или мускулен слој и надворешен слој. И во одредени ситуации тој внатрешен слој може да
прсне и крвта наместо да тече во нормалниот дел каде што нормално тече во крвниот сад, да влезе во мускулниот дел во зидот на аортата и како резултат на тоа да дојде до состојба што се означува како дисекција на аортата. Значи ова е извонредно итна, актуелна клиничка состојба која бара многу брзо и навремено лекување. Значи може да се манифестира со продолжување на навлегување во зидот на крвниот сад од низ медијата кон адвентицијата и да дојде до практично прскање на зидот на аортата, односно на што го викаме руптура на аортата, која за жал секогаш завршува фатално и тоа во првите сати од настанување на болеста. Доколку остане на ниво на средниот слој на крвниот сад, значи има можност доколку навремено се постави диагноза да се направи интервенција и бидејќи оштетувањето е механичко и лекувањето е механичко, односно единствен начин на лекување на дисекција, акутна дисекција во одредени делови на асцендентниот дел на аортата е практично со кардиохируршка интервенција која настанува веднаш после на поставената диагноза за дисекција на аортата, односно во првите часови после поставување на диагнозата практично докторите влегуваат во сала и го решаваат овој проблем. Значи во овој случај нема одлагање по неколку дена или по 2 недели нема одлагање. Значи ова е ситуација која бара актуелно. Значи дисекцијата може да биде во различни делови од аортата. Од аортата има различни сегменти. И овој дел што го коментирам како акутна дисекција е кога станува збор за почетниот асцендентен дел, односно тип А на дисекција или целата должина на аортата, меѓутоа која е актуелно настаната. Значи многу често имаме друг тип на дисекција на десцендентниот торакален дел на аортата, која медикаментозно конзервативно се води до стабилизирање на состојбата, смирување на болката и слично, или пак може да имаме една хронична состојба на дисекција на абдоминалната аорта, која многу често случајно, за жал, многу споро се развива и многу често случајно се открива. И од тие причини се советува мажите посебно и да се прават рутински годишни прегледи на абдоминалните органи, каде што се прави проценка на аортата, а кај жените, посебно ако се пушачи над 65-та година, исто така се препорачува годишен преглед на овој дел на аортата. Зашто ја спомнуваме дисекцијата? Затоа што и таа оди со градна болка. Градна болка слична, а сепак различна во однос на претходните што ги спомнавме, значи болка која настанува нагло, која може да биде извонредно оштра, како значи пациентите обично објаснуваат како сечење со нож, како раскинување на ткиво, болка која може да настане во централниот дел на градите, која може да го прекине земањето на воздух, да имаат во исто време осет дека им недостасува воздух, која се шири према рамениците, оди према грбот и некогаш знае потоа да се симне према бубрезите, односно долниот дел од телото, значи доколку особено настапува дисекција комплетна на целата должина на интимата на аортата. Значи е состојба извонредно актуелна, извонредно акутна и за жал во однос на претходните нема биохемиски маркер, нема ЕКГ промени што би укажале дека настанува одредена промена. Најчесто прв начин, едноставен начин, многу лесно достапен на сите страни е ехокардиографскиот преглед, каде што може да се види аортата и да се направи, постави диагноза на аортата. За жал, ехокардиографскиот преглед не секогаш веднаш може да ни даде таква диагноза. Тоа е многу поедноставно, нели, кога имаме погодна ехокардиографска слика и во услови на проширена аорта која укажува дека најверојатно е случувањето на тоа ниво. За жал, имаме ситуации каде што имаме пациенти со непогодна ехокардиографска слика, каде што не можеме да добиеме веднаш добар осет и добар приказ на целата аорта што треба да ја процениме, односно ситуации каде што доаѓа до дисекција на аортата, која не е со големо проширување на аортата, значи веќе на 42 сантиметри кај одредени пациенти, значи она што ние би го сметале уште во граница на нормала или горна граница на нормала, да дојде со манифестација, особено кај жени што се со помала конституција, со помала градба, значи да дојде веќе новија димензии до настанување на состојба на дисекција на аортата. Така да
Во такви ситуации има еден друг вид на ехокардиографско следење, што се вика транзесофагиална ехокардиографија, каде што се проценува како почетниот нагорен дел, асцендентен дел, така и почетниот десцендентен дел од торакалната аорта и можеме веднаш да добиеме осет или пак повторно ќе го спомнам златниот стандард, тоа е компјутерско снимање на аортата, каде што може практично, посебно денеска со мултислайд технологијата, да се видат практично сите елементи и да се воспостави диагноза и пациентот навремено многу рано да биде упатен на оперативно лекување, што е најважниот начин на лекување, затоа што пак ќе речам, бидејќи е промената механичка, се лекувањето исто така механичко. Можда уште една работа само би спомнала тоа дека многу често, доколку во почетниот дел, дисекцијата е во почетниот дел на аортата, заради ширењето на интимата, може да дојде намален проток низ коронарните крвни садови во диастола и на електрокардиограм да добиеме ситуација со она што ние го викаме СТ елевација, што би укажало на акутен миокарден инфаркт. И тука веќе станува малце тешко реално да се постави диагнозата, така да освен ЕКГ-то, ехокардиографскиот преглед многу ни помага и затоа се тоа методи кои се дополнуваат и они овозможуваат порана, брза и реална диагностика на она што е актуелна состојба. Пред крајот на денешната емисија сме дали ќе имаме време само уште едно јавување, да вклучиме уште еден гледач, доколку го имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Ајде да ве слушнеме и вас, повелете. Поздрав до гостинката и до вас. Ви благодариме. Ме интересира нешто да прашам, јас сум диабетичар, веќе во години, 68-9 имам. Од подамна сум диабетичар на инсулин. Меѓутоа имав порани проблеми така со срцето, со аритмија, со тахикардија. Имам дископатија на кичмата и во вратот. Пред 2-3 години почна многу да чувствувам болки во грбот, така 100 метра ке поодам и повеќе не можев да одам. Ми препорача мојот матичен лекар, бе во кардиологија и она како вие стручно го викате, не знам, на бушење, на продувавање, меѓутоа стендови не ми ставија, бидејќи потоа ми кажа дека крвните садови ми се природно спирални и тие ми прават таков проблем. Што ќе значи понатаму такви спирални крвни садови, бидејќи јас од време на време ја чувствувам таа болка во грбот, некогаш и напред во градите, меѓутоа повеќе во грбот. Така, добро, ќе слушнете веднаш совет. Значи вака, пациентката има шеќерна болест, долготрајна на инсулинска терапија и многу е важно да биде на превентивна кардиолошка терапија. Значи, кај неј се веќе направени диагностичките испитувања, направена коронарографија и е докажано во моментот кога било тоа направено дека нема реална, актуелна коронарна артериска болест. Значи, кај одредени пациенти, особено пациенти кои имаат долготрајна хипертензија и слично, крвните садови знаат да бидат малку тортуозни, да бидат спирални, знаат некогаш да провоцираат градна болка, која прашање е дали е секогаш реална врзана само со протокот на крвните садови или настанува во услови на покачен крвен притисок, малку може би спазам на крвни садови и некогаш може да се испровоцира градна болка. Важно е да продолжи со комплетната превентивна кардиолошка терапија. Значи пациент што има шеќерна болест, значи мора редовно да прима терапија, значи за добро регулирање на крвниот притисок, аритмиите и она што е превентивна терапија, значи аспирин, статин, значи во редовна за терапија за долготрајно одржување на добра состојба на коронарните крвни садови, кои за среќа во моментот кога е направена интервенцијата биле соуреден наод, без оглед на тоа што природно морфолошки се со спирални, односно тортуозни, тортуозни елементи. Но во секој случај не само за да се заштити срцето, туку и другите органи, нели диабетесот е ризик фактори за многу други заболувања. Ние зборуваме за крвните садови на срцето, меѓутоа кога зборуваме за превенција се мисли на крвни садови на нозе, бубрези, мозок и така натаму, значи тоа се артериски крвни садови со слични карактеристики и превенцијата се прави практично за крвните садови на сите нивоа во телото, не само за коронарните артерии. Коронарните артерии почесто имаат голема манифестација, почесто се актуелни затоа што луѓето знаат за тоа и се плашат од тоа. Меѓутоа многу често има други паралелни болести кои исто така знаат да бидат актуелни, на кои треба да се обрне внимание, врзани со крвните садови. Затоа се вика кардиоваскуларни, затоа што зборуваме за артериските крвни садови на сите нивоа во телото.
Да помислуваме секогаш на тоа кога ќе почувствуваме некаков симптом или манифестирање да побараме веднаш помош и она што практично секогаш и да правиме превентивни кардиолошки прегледи што се основа на лекувањето на срцевите болни, односно основа за намалување бројот на реални срцеви болни. Значи превентивните прегледи се основа практично. Секогаш на прво место да ни бидат, да. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Метео 5 вестите во 11 часот. Веднаш понив продолжуваме со денешната визита. На еден наш гледач денеска визита и бил на аптека Матија, му доделуваат масло од семкиот цитрон, кое што е прогласено за најмоќен и најдобар природен антибиотик, докажано уништува широк спектар на бактерии, вируси и габи, но може да помогне и во полесно отстранување и ослободување од масните, од вишокот масти и од целулитот. Затоа останете со нас, внимателно следете го и тој втор дел на визита, бидејќи прашањето кое што ќе го поставиме и го очекуваме точниот одговор ќе биде начинот всушност за да го добиете ова масло од семкиот цитрон.